Благодарам, председателя. Почитуван председател на комисията, почитувани претеници, почитуван ревизор, почитуван експерт, почитувани присутни. Добро е што државата имала стратегија за спречување на одливот на мозоци. Лошо е што не го постигнала ефектот кој бил проектиран при нејзиното креирање. Лично сум запознаена со овој стратешки документ, изготвен во 2013 година, како и со ревизорскиот извештај, и сметам дека доколку сите институции имале можност и навистина се раководеле по истиот, преку постојана координација, иселувањето на младите ќе било значително помало од тоа што денес го имаме како факт. А тој факт е поразителен и вели дека во последните неколку години 40% од високообразовниот кадар или околу 2500 лица, како што кажа ревизорот, со академско образование напуштаат државата на годишно ниво. Со оглед на тоа дека сега слушнавме дека можеби бројките и не се сосема точни, можно е овој број да е и поголем. Нема да се навраќаме назад, да бараме виновници, иако јасно е која влада не испорача ни минимум од тоа што им ветуваше на граѓаните кога ги организираше на протести преку разноразни пленови само за да дојде до власт. Ке погледнеме назад само да не ги повторуваме грешките на оние пред нас, а ке делуваме интензивно за да ги промениме состојбите. Новата влада има визија и план како да го намали одливот на квалификуван и високо образовен кадар. Тоа ќе биде преку мултиресорски пристап, но јас имам мандат да говорам за образованието. Нам ни е потребен квалитетен образовен кадар и за таа цел со универзитетите веќе говориме за промени кои меѓу другото ќе значат и осовременување на студиските програми за да бидат интересни за младите луѓе. Ним им треба високообразовен систем кој ќе биде усогласен со потребите на пазарот на трудот, со потребите на економијата и индустријата. Затоа ќе ги ревидираме квотите за упис на факултетите врз основа на реална анализа на состојбите во општеството и утврдување на тоа што ни недосига. Тука би прокоментирала нешто што повеќе пати јавно сум го кажала. Без никаков систем, например, во државата на медицинските факултети годишно се запишуваат 700 студенти, а на земјата веројатно не се потребни ни 200 нови, затоа што секоја 7 година очекуваме 60% од нив да завршат, и да се вработат после тие 7 или 8 години, да отидат на специализација, но не се случува тоа, затоа што без план се работи, туку тие паралелно учат германски јазик и купуваат карта во еден правец, и не само германски, Европската унија има голема абсорптивна моќ на високо образовани кадри. За разлика од тоа, например, физичари има двајца и тоа на програма на астрофизика. На Македонија во овој момент не и требаат астрофизичари, и требаат професори по физика. Се разбира дека немам ништо против да се развива и астрофизиката како наука во Македонија, ниту сметам дека ние како држава можеме да влијаеме на желбите, талентите на младите луѓе кои можеби и ќе се најдат некаде во странство, и ги имаме на неверојатно високи позиции и во универзитети, и во големи компании, но поентата е ние да ги имаме овде. Студиските програми кои генерално во Македонија се направени за да ги задоволат потребите на професорите, а не на студентите, со години не се менуваат, и Одборот за акредитација постојано дава нови, на кои што се запишуваат 2, 3 или 5 студенти, наместо да ги организираме така како што треба за да има корист државата, но секако и младите луѓе кои ќе завршат да можат да се најдат на пазарот на труд. Веќе разговаравме со универзитетите на оваа тема, со јавните универзитети, и на моје големо задоволство гледам дека има расположение и поддршка за принципите кои оваа влада сака да ги воспостави, значи за реорганизација на факултетите и универзитетите,
за едно обновување на студиските програми, дел од нив ставање во мирување, дел од нив обновување, но според потребите на модерното време и воведување на нови студиски програми кои ќе се соодветни на европските и на она што го бара нашиот пазар на труд. Стипендирањето во голема мерка треба да стимулира упис на дефицитарни струки, тука и стипендиите на МОН подлежат на ревизија. Што значи? Значи дека оваа година стипендиите ги прилагодуваме на потребите на смарт специализацијата, односно на 4 столба кои земјата ги одредила како најзначајни за нејзин развиток. Се разбира, не ги ограничивме само на тие 4 столба и на 2 хоризонтални, ние ќе даваме и други стипендии, но требаше да се направи некаква ревизија за да видиме што нас ни е потребно и ние годинава тоа го направивме. Рачунајте дека имавме само 3 месеци до распишување на конкурсите и стипендиите. Квотите оваа година немавме време да ги ревидираме, но следната година, како што веќе кажав во претходната реченица, и квотите ќе бидат ревидирани после анализа на пазарот на трудот. Дополнително, што направивме оваа година, направивме база на студентите кои се стипендирани на универзитетите од Шангајската листа, нели станува збор за првите 100 универзитети на Шангајската листа. Имаме вкупно 398 студенти, 213 на прв циклус, 178 на втор циклус и 7 студенти на трет циклус. Ги побаравме, прво воспоставивме контакт со нив, нешто што се случило поодамна во минатото, исто така во времето на владењето на ВМРО и коалицијата, па потоа има еден прекин, па сега кога почнавме да воспоставуваме повторно контакт, нашите млади луѓе кои се наоѓаат во странство, прво имаа воздржка една затоа што помислија дека оваа влада ќе бара од нив некаква одговорност. Но оваа влада смета дека не се тие одговорни, затоа што никој не ги побарал и не им понудил вработување во земјата. На големо задоволство можам да ви кажам дека воспоставивме врска со нив и еве ќе го спомнам, Живе Ристевски, се сретнавме со него кој има цел план и програма како ние да ги искористиме тие студенти. Со една наша студентка Билјана која е вработена сега на Кембридж, има висока позиција, исто така комуницираме. Последната идеја е дека тие ќе направат, јас би го рекла тоа, алумни на државата Македонија, ќе се организираат за да ни понудат на кој начин можат да и возвратат на својата држава за тоа што биле стипендирани и стигнале таму со помош на сопствената држава. Па Билјана се вклучи во идејата да направиме концепција за талентирани ученици и студенти. Живе се вклучи во идејата да ја промовира, да го промовира знаењето и државата Македонија. И секако да направат едно здружение, повторно ќе речам на алумни. Во овој правец ќе ги ревидираме и договорите на овие студенти, затоа што договорите не се силни, меѓутоа не може да се имплементираат. Како и да е, ќе ги ревидираме договорите и во иднина на овие наши студенти ќе им понудиме и работни места и други начини да ја помогнат на сопствената земја. Веќе се консултиравме со повеќе студенти кои имаат искористено веќе таков тип на стипендија и повторувам, има интерес тие да ја помогнат на земјата. Оно што го барат е најчесто потреба за поголемо поврзување со компаниите, каде што тие би можеле да работат, но секако и со работа на универзитетите, каде што го во полето, каде што тие го стекнале своето знаење. Во тој правец
би зборнала во овој момент и за лабораториите кои ги спомна ревизорот, не само инкубаторите кои треба да ги подготвуваат предприемачите, туку би зборувала и за мрежите на лаборатории во кои државата вложи огромна сума на пари. Се сеќавате дека имаше проект за лаборатории. Тие лаборатории огромен дел се функционални, но за да станат места на научна експертиза или научна екселенс, треба да се доградат и надградат. Во тој правец почнавме да работиме на патоказот на лабораториите, што значи анализа на сите лаборатории, нивната искористеност во проценти, нивната поврзаност со пазарот на трудот и нивната научна работа, и во овој момент повторно во согласност со универзитетите се прави таа анализа. Во однос на студентското сместување, исто така се превземаат мерки. Знаете дека студентите наши живееа во субстандардни услови и почнато е и од претходната влада, велам, ние тука сега само продолжуваме со реконструкција на сите студентски домови, а потоа продолжуваме и со реконструкција на училишните домови. Што исто така значајно, затоа што учениците ќе станат студенти. Значи, ова се можностите во однос на лабораториите за нивно вклучување во науката, и секако оваа влада планира дополнително финансирање на научно-истражувачките проекти и со цел апликативно вклучување на тие проекти, и оваа година првпат ќе отвориме конкурс за повеќе научни проекти во вредност од 20.000 евра, противвредност денарска 10.000 евра и 5.000 евра. С конкурсите ќе бидат наскоро објавени. Ќе ги задржиме, но и прошириме можностите за врежување на младите од Македонија со младите од други земји преку програмите Хоризонт, Ципус, Еразмус и други програми. Овде исто така би додала дека исплаќаме на рати, за жал, бидејќи такви се можностите, долгови кои не се уплатени, например, за проектот Фулбрайт, беше и записа, ама тоа не е од високо образование, и други контрибуции кои треба да ги исплати државата за да можат нашите млади луѓе да учествуваат во овие проекти. Добро е и благодарам што комисијата иницира дискусија на оваа тема. Со задоволство ќе ги чујам и другите размислувања за да видиме што се уште би можеле да поправиме за да ги задржиме овие луѓе тука. Сметам дека секој од присутните може да даде придонес со своја идеја, и еве ова нека биде почеток на креирање на нов и поефикасен документ по кој ќе се водиме на подолг рок. Ви благодарам на сите.